Прославата на Бадник во Тетово, како што налага традицијата, започна во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи Победоносец во Мала Речица. По едногодишна пауза поради пандемијата, денес повторно во овој храм се осветија бадникарските гранчиња, кои верниците ги понесоа во своите домови. Денес традиционално одбележуваме прослава на Бадник. Имено тука, од тука се осветува бадниковото гранче и се носи бадникот во градот Тетово низ домовите. Оваа традиција е повеќе годишна. За минатата година беше поради пандемијата во прекин, еве годинава повторно верниот народ дојде да се помоли во овој свет храм за здравје, за спасение и во радост да се пречека Христовото рожденство. Присуството на верниците секоја година е се помасовно, а традицијата ја продолжуваат и младите. Ова е, да ви кажем, голем ден за православните, нас мислам, што е, а чувството е стварно многу големо. Пошто ете, ми цела недела, пошто неделата бевме чистевме овде малку, па вчера помагавме околу јадењето, салати, мешање, тие работи, тоа се сечење. И стварно душевно е да се наполни човек на вакви места и на вакви денови. Се продолжува традицијата, значи ние ги носиме и помладите овде, за да видат што е, како е, мислим, за нашата православна вера и да видат традицијата како се одржува. Значи, ја пренесуваме традицијата на нашите поколенија што има и ние. Со празничните прослави повторно заживува ова древно светилиште и полека го добива својот лик, откако беше запалено во 2001 година. Покрај православните верници, во обновата учествувало и муслиманското население. И се формира повторно еден одбор за обнова на манастирот, манастирско настојателство, кое што на чело со свештениците протоиерей Мирко Станковски, протоиерей Томислав Јосифовски и граѓани од градот Тетово повторно ја обновуваат црквата. Се прави проект, јас како архитекта го изработив проектот, од Будимир Апостоловски го изработи иконостасот, се фреско живописа и така сега црквата повторно се освети пред 2 години и сега е во функција. Одбележувањето на Бадник во Тетово продолжува во вечерните часови со палење на бадникарските огнови во Малата, додека помладите со маскембал го продолжуваат празнувањето во кафулињата и рестораните во градот.